Така, нозе ги враќаме во полна пареја, реков да помине време за коленото. И ете го изгледа, помина. Ќе видиме, многу лошо интро, како ќе се одвие овој тренинг со squats, RDLs и leg press. Се ќе биде тешко. Да не должам многу заради ветерот. Останете во видеото и живејте. Видеово денеска ќе опфати две вежби, RDLs и leg press. Зашто тие? Зашто не squats? Squatsот сепак бидејќи е прв тренинг после 3 недели, верувам, нема да бидат на најако ниво, ќе бидат на доста јако, ќе се иди до 100 кг и повеќе, ма нема да бидат со 180 или со 140 и сметам дека не е интересно. RDLsот пак од друга страна, ќе се потрудам на што повеќе килажа да идат, кичмата не ме боли, изговори нема, јаден сум, спиен сум. Мана, која што сум вакциниран вчера од тетанус, тоа не пречи во RDLsот, ќе пречи после за раце и ќе видиме како ќе се одвие тој тренинг. RDL, веќе реков неколку пати, многу добра вежба да се напумпа самиот хемстринг. Ќе ја правиме прва, бидејќи Рич Пијана рекол, он секогаш ја прави прва за да внесе крв во, не дека нема, туку сваќате да се напумпа самата нога, да дојде да се загрее со јака циркулација, која ќе ни допринесе полесно да го обработиме целиот тренинг.
Лег прес, вежба која доста време беше отсутна исто како и скватот во мојот лег дей. Одлична вежба за зајакнување на зглобовите, скочен зглоб на коленото, на коковите, како и за градење на добра мускулна маса. Одредуваме ние самите килажа која ќе ја туркаме со нозете, одредуваме исто така позиција според која ќе погодиме одреден мускул во ногата. Најчесто ги користам за квадрицепс, односно ги поставувам тесно споени, не многу високо, не многу ниско, тама на средина. Среден волумен, 4 серии, или можеби и нисок ќе биде, 3. Со јаки килажи, јаки репс, стегачите за колено се тука и така да може да се обработат одлично. Верувам дека тренингот ќе помине супер и уживајте во остатокот од видеото.